аз за вашата покана да гостувам във вашата емисия. И исто така голем поздрав до вашите гледачи. Темата за тинитус или буча в ушите е една тема која што за жал кај нас во Македонија се уште не е зборувано доволно и не се обрнува доволно внимание. И е убаво на вашите гледачи оваа тема така да ја представиме и да биде малку појасно за тоа што треба да се прави и како да се прави. Темата е важна поради самиот факт што според Американската асоциација на оториноларинголози и хирурзи на глава и шија, статистички погледнато, околу 11% од населението на светско ниво страда од тинитус или бучава под различна форма. А исто така, секоја година, околу 10% од населението имаат бучава за пократок или подолг период од време, кој што е една доста голема бројка, и затоа треба да се обрне внимание и соодветно да се почне адекватно и навременно лекување на тинитус, за да се реагира на време, за да може исто така да има и подобар ефект терапијата. Според најновите испитувања кои што се правени, ако при појава на тинитус или бучава во ушите се започне терапија до 10-тиот ден од неговата појава, тогаш ефективноста од лекувањето е околу 70%, кој што процент не е за потценување, затоа што луѓето со тинитус, освен бучавата која што е денонокно слушаат, исто така почнуваат да имаат и други проблеми како депресии, исто така несоници, и тоа со себе води до други компликации и усложнувања. Докторе, кажете ми за почеток, кои се причините, кои се знаците кои што ние би можеле да ги припознаме дека станува збори дека ние можеме да имаме проблеми за тинитус? Така, луѓето најчесто започнуваат да се жалат на бучава, зуење, некои од луѓето кажуваат дека чувствуваат како да им тече вода внатре во ушите. Тоест, секој еден шум, бучава, звук во ушите кој што нема надворешна причина за него и продолжува повише од 3 дена, тогаш луѓето треба да почнат да размислуваат за тинитус и за консултација со оториноларинголог, за да може навремено да се установи која е причината и да се започне терапија. Причините за тинитус во денешно време може да бидат најразлични, кога ќе започнеме со штетните звуци во работната средина каде што работиме. Пример, рудари, пилоти имаат досек нон-стоп до звук, кој што звук е штетен и може да доведе до тинитус. Исто така, некои промени кои што се на самиот рбетен столб, и тоа во областа C3, C4, C5, демек шијните прешлини, такви промени исто така може да доведат до тинитус. Во минатото, а и неретко и во денешно време, многу често е прилагано така наречените ототоксични лекарства, како што е пример гентамицинот, и неговото прилагање исто така може да доведе до тинитус и до загуба на слухот или сурдитус. Затоа треба да бидеме многу внимателни исто така и со лекарствата кои што ги примаме. Артеријалната хипертонија исто така може да биде причина за појава на тинитус, и не само артеријалната хипертонија, а и нискиот притисок може да доведе до тинитус под различна форма. Другите причини може да бидат исто така и во денешно време цигарите, алкохол може да доведе до тинитус и повреда на внатрешното уво. Тинитусот, да одбележам, многу често, освен што се пројавува со бучава во ушите, може да биде сопроводен и од појава на вртоглавици. И тоа е така затоа што во внатрешното уво се наоѓаат центрите и за слух и за рамнотежа. И една промена внатре во самиот систем, пошто тоа е затворен систем, може да доведе и до вртоглавици, и соодветно многу често пациентите освен од бучава се жалат и од вртоглавица. Теориите и патогенезата на бучавата највише се испитувани 1980 до 1990, има најразлични теории за предизвикувањето на бучавата и нејната патогенеза, т.е. причините за неа, што се случува на локално ниво за да дојде до шум. И за жал нити една од теориите не е на 100% сигурна,
И најчесто во денешно време се прифаќа дека за да се појави бучава, како што кажав на почеток, дека самото внатрешно уво е систем од затворени канали, внатре се содржи течност. Соодветно, промените на микроелементите внатре во самата течност води до бучава и исто така може да доведе и до вртоглавици. Се уште, како што кажав и одбележав дека на 100% не е установена која е патогенезата, која е причината, но сите овие фактори кои што ги избројав, како шумна работна средина, алкохолот, проблемите со вратот, притисокот артеријалниот може да бидат и не само може да бидат, а го предизвикуваат шумот и бучавата. Докторе, дали може да спомнеме дека дали тука има улога и генетиката? Правени се такви испитувања, генетиката нема установена досега врска помеѓу генетиката и појавата на бучавата во ушите. Таква врска има установено само кај вродената глувост, кај дечињата. Добро. Сега, доколку нели почне често зуење на ушите, може да кажеме дека може да помине нели во сериозно нарушување нели на ушето, а дали сето тоа може да предизвика крвен притисок или тумор на мозокот? Така, ако многу често нашите сограѓани така пробуваат да ја најдат причината на интернет и сами бараат причина за тоа, и да, де факто една од причините за појава на бучавата во ушите, тоа е тумор на мозокот во различни области и соодветно и други гломоз тумор примерно, но карактерното овде е што кај овие пројави на бучава кога станува збор за тумор од различен тип, дали ќе биде глобусен тумор кој што е од садов происход или ќе биде од мозочен тип, кај нив карактерното е што бучавата не може, тоест самата бучава обично се појавува само од едната страна и другото нема нарушување на слуот. Тоест, ако имаме еден мозочен тумор, нарушување на слуот нема, додека кај обичната бучава која што нели се предизвикува од сите овие фактори кои што ги набројав, тогаш веќе има едно нарушување на слуот. Се започнува од високите честоти и обично луѓето во почетокот кога имаат бучава не осеќаат дека имаат намален слух, затоа што се почнува од високите честоти, обично од 8000 Хц, 6000, има намалување на слуот и веќе на понатаму при прогрес на самото заболување може да дојде и до поголема загуба на слуот и загуба на разговорните честоти кои што се од 500 до 2000 Хц. Така. Сега, докторе, кажавме нели дека што лицата треба да направат доколку има нели сериозно оштетување на увот. Оние кои што немаат сериозно нарушување, дали треба да консумираат некои витамини, минерали? Каква е нивната процедура, нивното лекување? Што одбележав уште од почетокот, кога станува збор за тинитус, најчесто и најверојатната теорија за тоа како настанува е промена во микроелементите во самата течност во внатрешното уво. И да, една од терапиите, тоа е витаминската терапија, најчесто препорачуваме витамини од група Б. Другата терапија која што има ефект кога станува збор за бучава, тоа е вазоактивните средства, да не ги споменуваме со трговски имиња, кои што влијаат на крвоснабдувањето на внатрешното уво, затоа што одбележав исто нели дека една од причините е промени на вратот, крвниот притисок кои што доведуваат до промени на крвоснабдувањето на внатрешното уво. Соодветно, тоа е најсовремената и најдобрата терапија и повторно ќе одбележам дека таа терапија треба да биде започната до 10-тиот ден од појавата на бучавата во ушите. Ако се започне на покасна фаза, ефектот е минимален или никаков. И затоа е тема која што треба да се зборува и луѓето да знаат дека при појава на бучава во ушите обавезно и навремено да се направи консултација со ОРЛ специјалисти, исто така се прави и аудиометрија за да се види доколку има повреда на слуот поради бучавата и да се започне навремена терапија, поради тоа што навремено започната терапија во 70% од случаите дава добар ефект и резултат. И луѓето натака продолжуваат да живеат мирно, без да имаат стресни ситуации, без да имаат депресии, несоници и така натака.
Сега да, вие самиот ги спомнавме нели дека тинитусот може да доведе до тежното заспивање, депресија. Тука е најважна и терапијата. Дали терапијата знае да биде напорна? Кажавме дека нели околу 10-тиот ден дека треба да се реагира на време. Така е, да. Терапијата може да биде напорна затоа што ние во почетокот пробуваме таблетарна терапија. Со вазоактивни средства понекогаш се дават исто така, нели, витаминска терапија, се дават и кортикостероиди кои што исто имаат ефект. Пробуваме во почетокот таблетарна терапија, таа не е напорна за самиот пациент и ја поднесуваат добро и може да бидат на домашно лекување. Соодветно, на контролен преглед на 5-тиот ден установуваме дали има ефект терапијата или не. Ако нема ефект, тогаш веќе препорачуваме венска терапија. Веќе венската терапија така доста го натоварува и срцето, исто така може да доведе до несакани ефекти и затоа веќе венската терапија се препорачува да биде правена во болнични услови. Другото кое што нели се дава кај луѓето кои што се повише депресирани од самата бучава, кои што не можат да спијат, тоа е седатива. Седативата исто така може да биде напорна заради тоа што се намалува функцијата на самиот човек, станува понеактивен, соодветно сонлив и така натака. Доктора, што би ги советувале оние лица кои што се борат со тинитусот, кои се методите, што и како треба да прават? Така, многу важно кај овие луѓе кои што веќе се борат со тинитусот е да имаат редовни контроли. И при појавата на некаква промена на самата бучава, ако пример тие се жалат дека во ушите слушаат зуење, тоа зуење премине во свирење и во рамките на неколку дена не се врати обратно, повторно да зуе, да се консултираат со орала специјалист. Зошто е важно? Кога ќе стигнува до изострување на симптоматиката со тинитусот, ако навреме побараат решение и спас, може да се повлијае со терапија за да не се стигне до посериозна загуба на слухот. Другото кое што го даваме како препорака кај луѓето кои што страдаат и имаат тинитус е исто така да се прави редовна профилактика. Што ќе рече профилактика на слухот? Според испитувањата и статистиките е установено дека луѓе кои што еднаш во годината примаат вазоактивно средство, пример, природно, збориме во случајот за гинко билова. Гинко биловата ја примаат за 1 месец во годината. Веројатноста да се стигне до изострување, тоест до посериозна симптоматика, посилна бучава, намалување на слухот, намалува со околу 90%. Затоа е многу важно секоја година барем еднаш за 1 месец да прават профилактика на својот слух. Другото кое што го даваме како препорака на нашите пациенти, тоа е пошто они кога легнуваат да спијат вечерно време, поради тоа што човек секогаш спие во тивка средина, тогаш најизразено и најсилно го слушаат шумот во своите уши. Затоа препораката спрема нив обично е чисто онака за да им се одзема од вниманието, да пуштат некоја тивка програма на радио или телевизор за да може да заспијат мирно и да не се стигнува до несоници. И другото кој што така по-сериозно се применува во денешно време насекаде по светот, тоа е специјални слушни помагала. Слушните помагала по каков начин ја подобруваат состојбата, по тој што првопочетно специјалистот уво носи грло определува на која фреквенција е самата бучава во ушите на пациентот и со помошта на слушното помагало, слушното апаратче, таа фреквенција се маскира и луѓето престануваат да го слушат тој звук и соодветно се чувствуваат подобро. Значи во денешно време луѓето по форуми различни поради тоа што не се зборува доволно кај нас бараат спас и некои од нив го применуваат ова под различни форми на апликации со обични слушалки на телефонот, легнуваат и по тој начин заспиваат и немаат до толку изразени проблеми и симптоми од страна на тинитус или бучавата во ушите. Сега, доктора, знаме дека здравето ни е најважно и треба да ја кажеме на нашите гледачи дека доколку се пројават оние симптоми кои што на самиот почеток на емисијата ги споменавме, дека не треба да ги оставаме настрана, туку треба да се лекува, бидејќи може да дојде и до последици од оштетениот слух. Кои може да бидат последиците?
Последиците од оштетениот слух најмногу доаѓаат прво од намалувањето на слухот кој што неминуемо доаѓа ако не се лекува на време. И соодветно луѓето почнуваат да бараат слушни апарати, да носат слушни апарати. Соодветно тоа е во тежина на сите, луѓето не го прифаќаат толку добро во денешно време, пошто го сваќаат како некој вид хендикеп. Тоа е едната од усложнувањата. Другото кое што е, како што споменавме, депресиите кои што се многу лоши и понекогаш дори има соопштенија и за самоубиства, исто така се вклучуваат во лекувањето на тинитус и бучавата во уши и психолози и психијатри кои што активно работат за да може човекот да така да го живее поквалитетно својот живот.